Ви благодарам за интересот и можноста да ги промовираме проектите кои што општина Демирхисар ги реализира во тековната 2024 година. Имено јас во средината на месец март промовирав почеток на градежни активности на повеќе проекти во 4 населени места на територијата на општина Демирхисар. Дел од проектите се целосно завршени, а дел се во тек. Вредноста е околу 600.000 евра и ќе почнам со ред. Целосна реконструкција е извршена на 2 улици во населеното место Сопотница. Реконструирана е главната улица во населеното место Прибилци и една споредна улица. Изградени се 2 улици во населеното место Вардино и посебно ми е мило што можам да кажам дека повеќе децениското барање на жителите на Вардино за изградба на пат до манастирот Свети Константин и Елена е веќе завршено. Се работи и тука во Демирхисар, можете да забележите еден прекрасен проект каде што се гради нова пешачка патека по целата должина на улица Битолска, која што представува исто така повеќе децениско барање на жителите на Демирхисар, со што значително се подобрува или се зголемува безбедноста на пешаците пред се, но исто така централното градско подрачје добива и еден убав, нов урбан изглед. Се работи и во градскиот парк, односно имаме проект за целосна реконструкција на градскиот парк. Работите ќе се интензивираат многу во следниот период, со што демирхисарци ќе добијат уште едно прекрасно место за релаксација. Мора да најавам и почеток на градежни активности за многу скоро за целосна реконструкција и изградба на тротоари по целата должина на улицата Маршал Тито и дел од улицата Велко Влахович исто така во Демирхисар, а мора да се напомене дека после повикот во месец септември од страна на Министерството за локална самоуправа, општина Демирхисар ќе конкурира со 3 проекти: повторна инфраструктура, градба и реконструкција на улици во населените места Белче и Единаковци и еден многу добар проект, спортски комплекс, кој што ќе содржи тениско игралиште и баскет игралиште, лоциран на градскиот стадион во Демирхисар. Мислам дека треба да искористам оваа прилика и да се заблагодарам на сите мои соработници, да се заблагодарам на општинската администрација, на Советот на општина Демирхисар и секако на партнерите од централната власт. Мора да ги споменам Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, Министерството за транспорт и врски, владата на Република Македонија секако и на сите останати кои што придонесуваат граѓаните на Демирхисар да добијат по-добри услови за живење и самиот град да го направиме поатрактивно и подобро место за живење.